На вториот круг од локалните избори за градоначалник на Кочани, кандидатот на коалицијата на ВМРО ДПМН Лјупчо Папазов освои 16 гласа повеќе од против кандидатот Никол Чуилиев од коалицијата Најдоброто за мојата општина. Тоа е доволно за да го добие мандатот да ја раководи локалната самоуправа во наредниот 4-годишен период. Резултатите по правичното пребројување на гласовите ги објави Државната изборна комисија на својата официјална веб страница, според која за Папазов гласале 8697 граѓани, додека поддршка на Илиев му дале 8681 гласач. Од објавените податоци, видливо е дека излезноста на вториот круг е поголема за нешто повеќе од 4% поени, односно од 50,15% покачена е на 54,6%. Од тоа може да се заклучи дека поголемиот одзив на гласачите е во корист на Папазов, кој добил дополнителни 1272 гласа, со што е анулирана предноста од 603 гласа за неговиот против кандидат од првиот круг. Илиев пак во вториот, во споредба со првиот круг, добил 653 гласа повеќе, што на крајот се покажа како недоволно за победа. По соопштувањето на резултатите, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН се собраа на прослава пред партискиот штаб во Кочани, а оттаму и во трговскиот центар, каде Папазов изрази благодарност за поддршката. Благодарност до сите. Благодарност до тие што гласаа за мене, благодарност и тие што не гласаа. Не очекува тешка работа, еден период во кој ќе дадеме се од себе, заедно со екипата, со поддржувачите, со луѓето кои ќе бидат во мојот тим, да оствариме резултати кои ќе бидат забележени за Кочани. И на гласањето од вториот круг за градоначалник на Чешиново Облешево победи кандидатот на коалицијата на ВМРО ДПМН. Далибор Ангелов освои повеќе гласови пред против кандидатот Горанчо Крстев. За него гласале 2030 граѓани, додека поддршката на Крстев му дале 1693 гласачи. Во тек е рокот за поднесување приговори до Државната изборна комисија, пошто постигнатите резултати треба да бидат и официјално потврдени. Со одржувањето на првата конститутивна седница, официјално работно почна мандатот на членовите на Советот на општина Зрновци. По комисиското верифицирање на мандатите на сите 9 советника кои влегоа во новиот состав, тие заеднички ветија дека ќе работат во интерес на општината и нејзините граѓани. Прва точка во работниот дел беше изборот на председател, при што едногласно е усвоен предлогот со Советот во наредниот мандат да заседава Виктор Анакиев. Имаме множество во Советот од 5 советника, СДСМ има 3 советника и еден советник има ЛДП. После верификацијата на мандатите преминавме кон избор на председател на Советот, на кој што јас, Виктор Анакиев, сум избрал за председател на Советот. Со едногласна одлука ги формиравме сите комисии кои што ни се потребни за да почнеме да работиме полноправно, така да веќе од наредната седница ќе можеме да донесуваме одлуки во интерес на граѓаните на општина Зрновци. Анакиев истакна дека очекува конструктивна и плодна соработка со сите членови на Советот, за да се оправда добиената доверба од граѓаните во општината. Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци во партнерство со Сдруженијето на граѓани Ини од Виница го почна проектот Информацијата е моќ, чија главна цел е да се зголеми медиумската писменост на младите земјоделци. Целни групи во проектот се земјоделски производители од општините Зрновци, Виница, Делчево и Пехчево, а крајни корисници се младите земјоделци до 35 години и жените земјоделки. Целта на самиот проект е младите земјоделци до 35 години, пред се со фокус на младите земјоделки, да добијат повеќе информации како да можат да препознаат што е лажна вест, како да се справуваат со истите и
вестите да ги користат рационално, се во интерес да го зголемат својот претприемачки дух. Токму и на оваа работилница, денес како што сме во Зрновци, ќе зборуваме за тоа што е сива информација, што е бела информација, како се доаѓа до црна информација, кој користи или кој има негативна придобивка од дезинформациите кои што доаѓаат до земјоделците, се со цел за да бидат истите искористени. Наша всушност главна цел е да бидат медиумски описменени, да ги користат интернет страниците, електронскиот начин на добивање информации, навремено да се подготват, затоа што знаеме дека како што растат цената на храната, цената на земјоделските продукти, истовремено растат и цените на нивните репроматеријали, како што е вештачко ѓубриво и така натаму и така натаму. Сведоци сме посебно во оваа политичка криза, дека многу често земјоделците се вклучени во одредени протести, учествуваат во разни активности, дека треба да бидат добро информирани за тоа кај се вклучуваат, која е нивната улога и како тие да влијаат во процесот на носење одлуки. Проектот Информацијата е моќ се реализира во соработка со Македонскиот институт за медиуми, како дел од регионалниот проект Отпор кон дезинформации и говор на омраза. Работен пакет 3 промовирање на медиумска и информацијска писменост во малите градови и руралните области во земјите на Западен Балкан. Финансиската поддршка е обезбедена од Европската комисија на ЕУ. Паралелно со изборниот процес, во деновите од викендот продолжи и имунизацијата на граѓаните против COVID-19. Според податоците од Министерството за здравство, во петокот и саботата аплицирани биле вкупно 5556 вакцини, од кои 950 аплицирани како прва доза, а 1124 се ревакцини. Вкупно 3482 граѓани примиле трета доза вакцина. Заклучно со 31 октомври, во државата се вакцинирани вкупно 805.008 граѓани. Ревакцинирани се 775.825, додека третата доза ја примиле над 30.850 граѓани. Според податоците од Министерството, 54% од граѓаните над 40 годишна возраст се веќе ревакцинирани, а 33% од популацијата меѓу 18 и 39 години примиле барем една доза вакцина. Опфатот со вакцинација со една доза на полнолетната популација изнесува 57%. Со две дози се опфатени 46% од граѓаните над 18 години. Од Министерството за здравство додаваат дека според бројот на аплицирани вакцини, вкупно 38% од целата популација во државата е вакцинирана. 35% пак од граѓаните во државата примиле две дози вакцини. Викендов се одигра деветото коло во втората македонска фудбалска лига Исток, во кое екипите од Кочани и Виница гостуваа. Осогово успеа да извлече бод на теренот во Гевгелија играјќи 1:1 против незгодниот Кожув. Жолтосините имаат право да бидат разочарани од таквиот резултат, затоа што и покрај не многу ангажираната игра на теренот, шансите да ги освојат трите бода биле на нивна страна. Со погодокот на Кристијан Антонов во 79-та минута Осогово дошло во водство, но играчите не успеале да ја задржат концентрацијата до крај и во своја корист да го привршат надпреварот. Во 90-та минута кочанскиот фудбалски второлигаш останал со 10 играчи на теренот, откако поради втор жолт картон играта ја напуштил Марио Крстов. Домашните фудбалери успеале да го изедначат резултатот со погодокот на Бејков, буквално во последните секунди од 4-минутното судиско продолжение на надпреварот. Со поделбата на бодовите, Осогово останува на 6-то, а Кожув на 7-то место со 2 бода помалку во однос на својот ривал. Во следното коло Осогово повторно ќе гостува на надпревар против Каменица Саса. Виничка Слога 1934 пак токму на теренот во Каменица освои 3 бода. Иако минимално со резултат од 1:0, сепак со автоголот на домашниот играч Мисердовски во 32-та минута, гостите од Виница постигнаа целосен успех и заслужено го делат врвот на табелата со прилепска победа. Во следното коло Слога ќе му гостува на последно пласираното Братство.
Младите гимнастичари од Кочани забележаа успех на надпреварот од државното првенство во А и Б лигата во машка и женска конкуренција. Првенството се одржа во Битола, а клубот за гимнастички спортови Кочани настапи со 7 надпреварувачи, кои освоија 3 златни и 2 сребрени медала. Со тоа потврдија дека гимнастиката и понатаму останува еден од најтрофејните спортови во општината. Првото место во категоријата помлади пионери го освои Матеј Постолов, додека Лука Естатиевски беше четврто пласиран. Кај постарите пионери пак Петар Тасев исто така го освои четвртото место. Најдобар успех нашите гимнастичари прикажаа во категориите на млади јуниори и јуниори, каде се пласираа на првите 2 места. Кај младите јуниори првото место му припадна на Мартин Андонов, а веднаш зад него се најде Андреј Јованов. Во јуниорска конкуренција пак победи Ристе Симеонов пред својот клубски колега Димитри Спасов, кој беше второпласиран. Постигнатите резултати на државното првенство за нашиот клуб се потврда дека со ангажирана работа на тренизите се постигнува потребната форма, што се очекува во наредниот период да донесе нови успеси на кочанската гимнастика.